Добар ден, почитувани гледачи. Бугарскиот велемајстор Веселин Топалов цврсто заседна на чело на табелата на силниот меѓународен турнир што се одржа во холандското градче Вајканзе. Имено бугарскиот велемајстор по 10 одиграни кола има 7,5 поени. Тој оствари 5 победи и 5 реми партии во досегашниот тек на турнирот. А на турнирот му предстоат уште 3 кола. На второ место со 1 поен за останување се наоѓа велемајсторот од Азербејџан Раджабов, кој водеше по првата половина на турнирот, но сега има 1 поен помалку од Топалов, 6,5. Додека од третото до 6-то место се наоѓаат светскиот шампион Владимир Крамник, ерменскиот велемајстор Ароњан, рускиот велемајстор Свидлер и индискиот велемајстор Ананд. Сите имаат по 6 освоени поени или по 2 плюса. На средина на табелата 7 и 8 се украинските велемајстори Карјакин и Пономариов. Чешкиот велемајстор Навара е 9 со 4,5 поени, додека на 10-тото и 11-тото место се наоѓаат рускиот велемајстор Мотилев и холандскиот велемајстор Тивјаков. 12-ти е исто така холандскиот велемајстор Ван Вели, додека 13-тото и 14-тото место го делат најмладиот учесник на турнирот, норвешкиот велемајстор Магнус Карлсен, 16 годишен, и ветеранот на овој турнир, шпанскиот велемајстор Алексеј Широв, обајцата по 3 поени. Топалов досега беше исклучително ефикасен со белите фигури. Тој во второто коло го совлада Ван Вели во сицилијанска одбрана, го матираше. Во четвртото коло го совлада Алексеј Широв во Гринфилдова индиска одбрана со позиција на жртва на квалитет, прекрасна партија. Во осмото коло индискиот велемајстор Вишванатан Ананд, таа партија ќе ја погледнеме во денешниот коментар, и во 10-тото коло најмладиот учесник Карлсен во Рагозинова одбрана, исто така со позиција на жртва на квалитет. Единствено успеа да му освои половина поен со црни фигури чешкиот велемајстор Навара. Исто така во 7-то коло тој успеа да го совлада и поранешниот светски шампион Пономариов со во Бенони отварање во една исто така исклучително добра партија. Со тоа најмногу проблем имаше вашиот коментатор да се реши која партија да ви ја покаже денес. Веселин Топалов во последните 3 кола има тежок распоред. Тој игра во 11-тото коло со рускиот шампион Петар Свидлер со црни фигури, потоа во 12-тото предпоследно коло шлак на турнирот ќе игра со белите фигури против Крамник и во 13-тото коло со директниот конкурент Раджабов исто така со црни фигури. Раджабов пак, кој му е најголем конкурент, во 11-тото коло се среќава со светскиот шампион Крамник со црни фигури. Потоа во 12-тото коло исто така игра со црните фигури против рускиот велемајстор Раджабов, за во последното 13-то коло директно да се пресмета и со Топалов. Значи, не очекува една интересна разврска. Во секој случај, Топалов, кој што игра во одлична форма, најверојатно дека и ќе биде победник на овој турнир. Но да почекаме да се одиграат и последните 3 кола, да последниот шаковски коментар ја имаме конечната табела и да дадеме една оценка за играта на сите овие силни велемајстори. На Б турнирот имаме тројца шахисти кои што се во водство. Тоа се молдавскиот велемајстор Виорел Бологан, потоа францускиот велемајстор Вашиег Лаграф, како и украинскиот велемајстор Елјанов. Тројцата имаат по 6,5 поени, половина поен повеќе од кинескиот велемајстор Буксијанџи, односно рускиот велемајстор Јаковенко, кои што имаат по 6 поени. Значи, од овие 5 мина треба да се бара победникот кој што ќе го сошот за учество на А турнирот следната година. Нашиот велемајстор во форма на овој турнир, тој впрочем е и играч од настроение, од расположение на овој турнир продолжи во значи 2,5 поени. Сега ве поканувам на демонстрацијната табла да ја погледаме партијата од 8-то коло помеѓу Топалов и
Анант. Топалов, кој што се отвара и со Е4 и со Д4 за оваа партија против тигарот од Мадрас, како што го викаат индискиот велемајстор Анант, се отвори со Д4. По коњ F6, C4, E6, коњ F3. Многу ретко на ова место игра Топалов коњ C3, пошто може црниот со ловец Б4 да влезе во немцо-индиска одбрана, најчесто го бира продолжението коњ F3 и многу убави победи има постигнато меѓу другото и во дамско-индиска одбрана. Б6, Г3, ловец А6. Потегот на Арон Нимцович. Значи црниот веднаш напаѓа на С4. Б3, тоа е најчесто играно продолжение на ова место. Сега ловец Б4 шах. Ловец Д2, ловец Е7. Гледате, се чини дека црниот загубил темпо, можеше веднаш ловец Е7, но тој смета дека ловецот послабо стои на Д2 отколку на С1. На С1 беше подготвен веднаш да се фианкетира. По ловец Е7, ловец Г2, црниот веднаш прави пешачка бариера против ловецот од Г2, значи ги поставува пешаците на С6, односно Д5. Ловец С3, Д5, коње 5. Го отвара ловецот и го брани пешекот, тој коњ е многу силен, треба да се промени, затоа коњот Деф на Д7. Коњот од Б8 го брани пешекот на С6. Замена на Д7, коњ Д7. Коњ Д7. Сега коњ Д2. Се развива и брани на С4. Рокада на црниот, исто така и на белиот. И на ова место има црниот повеќе продолжение, топ C8, топ B8, B5 и така натаму. Анант, ова партија, одигра коњ F6, а Топалов појде напред со централниот пешак E2, E4. Д зема на Е4 и тука интересен потек, значи не веднаш коњ Е4, ќе се упрости доста позицијата по измена на Е4, туку тој игра А4. Првенствено спречувајќи го потегот Б5, доколку одиграше топ Е1, да речеме, тогаш црниот можеше Б5 и по евентуално С5, значи Б4. Сега на ловец Б4 дама Д4, а по ловец Б2 ловецот гледате ќе дојде на полето Д3 и црниот ќе ги реши проблемите на отварањето. А4, сега белиот сака топ 1 и понатаму коње 4 со сите удобности да го врати тој пешак и да оствари предност во пространство. Затоа црниот игра на ова место интересен потек. Коњ на Д5. Ловецот е на C3. Значи коњ Д5 жртвува позициона фигура. Се зема на Д5. И сега еден интересен момент во партијата. Топалов ќе каже дека на ова место сериозно внимание заслужува не потегот ловец F1, што го играше индискиот велемајстор, туку црниот да земе С зема на Д5. Значи да игра со минимален материјален дефицит, два пешаци за фигура, но со силен центар. Сега е напад на топот и по евентуално топ Е1
Црниот игра топ C8, го напаѓа ловецот. И по ловец B2, активен потек, ловец на B4. Со идеја да појде со дамата на G5. Сега на F3 може и дама G5 и F5, за да ја зачува монолитноста на својот центар. Или пак, доколку белиот појде ловец F1, затоа што треба да го замени тој ловец. Гледате, ловецот од G2 нема добра сфера на дејство по диагоналата H1 на A8, тогаш црниот ќе земе на F1 и по топ F1 ќе појде со дамата на G5, два пати напаѓајќи на D2. И Топалов смета дека црниот тука има добра контраигра. Веројатно дека би морал со коња да се врати на почетното поле B1. И тоа е една навистина интересна позиција и веројатно дека ќе најде место во некоја друга партија. Во оваа интересна позиција Анант решава да воспостави материјална рамнотежа и тој го зема топот на F1. Сега се разбира, доколку белиот земе на F1, тогаш CD5 и црниот со топ и два пешаци за две лесни фигури ќе има подобра позиција заради силниот центар. Но ова е важниот потек D6. Ловец G2, D зема на S7, дама зема на S7, крал зема на G2. Сега, интересно, гледате, белиот има ловец, коњ и 6 пешаци, додека црниот има топ и 8 пешаци. Значи, топ и 2 пешаци за две лесни фигури, што по скалата, номиналната скала на вредност би било материјална рамнотежа. Но, во вакви позиции, каде што немаме ист материјал во фигури, обично едната страна стои подобро и се зависи од конкретната позиција. Топалов смета дека тука ќе покаже дека белиот е тој кој што има предност. Во што се состои неговата предност? Тој наведе дека на ова место заслужува внимание и топот да на D8, веднаш да изврши притисок по D линијата со закана C5. Во тој случај белиот би одиграл многу прецизен потек дама E1 и по F5 би дошол со својот коњ на C4. За по C5 да земе на C5 и по B зема на C5 да појде B4. Токму затоа дамата треба да стои на E1, а не на E2, за да го овозможи овој силен потек B4, користејќи го фактот дека на CB4 белиот ќе добие квалитет по ловец B4. И во наредниот потек, например топ D3 или нешто слично, белиот ќе одигра B5 и понатаму A5 и B6 и гледате како стојат одлично белите фигури, потоа топот ќе дојде на C1, со тој еден слободен пешак што ќе го направи на дамското крило, белиот ќе ги ангажира силите на црни, додека тој ништо не може да превземе на другиот дел од таблата.
F5 е потегот кој што го играше индискиот велемајстор, си го пази меѓу другото и пешакот на E4. А сега повторно одличен потек од Топалов, B3, B4. Значи, многу е важно за белиот да ја држи позицијата така, црниот да не ги разигра своите топови. А белиот да има упоришни точки за своите лесни фигури. Сега гледате, B4 е вперено практично против отварање на позицијата со C5, затоа што повторно би следало B зема на C5, D зема на C5 и по BC5 повторно B5. И повторно коњот ќе има одлично поле во C4. Слично на она што претходно го погледавме. Значи по B4 Ананд во оваа ситуација одигра дама на D7, дама E2, дама D5 и сега повторно одличен потек F3. Силниот пешак на E4 му пречи на белиот и тој го менува за овој скромен пешак на F2. Значи EF3. Конј зема на F3. Гледате, само дамата на црниот стои добро, но тоа не представува никаква опасност, затоа што еден војник во поле не е воин. Сега, по конј F3, H6, црниот чека што ќе превземе белиот, а белиот систематски ја засилува својата позиција. Топ E1, напаѓа на E6, топ од F на E8, сега дама C2, повторно. Одличен потек, гледате, полето E5, централното поле е во власт на белиот. Сега тој значи сака во згоден момент да ја истера дамата од D5, од централната позиција, а дама C2 му е важно да ги брани овие полиња B3 и A2 и по евентуално дама C4 коњот доаѓа на D2 и би ја дислоцирал црната дама сосема на крајот на таблата на A6. Значи по дама на C2 топот да на D8. Сега може Топалов топ E5 и дама D7 да речеме, но тогаш ќе сака Ананд да дојде со дамата на B7 и со топот да дојде на D5. Значи се уште нема веднаш потреба да ја брка дамата, важно е дека може тоа да го направи. Сега тој маневрира, ловецот на C3 биеше во собствените пешаци, затоа ја подобрува позицијата на ловецот. Ловец на D2. И ќе видиме, ќе каже Топалов дека за него идеална позиција би било ловецот да дојде на E5, коњот да дојде на F4, нека е ваква позиција, да речеме ваква слика, дамата да е кога ќе биде истерена од таму и пешекот да дојде на H5. И кога ќе ја постигне оваа позиција, тој ловец ќе биде силен речиси колку топ, сите точки ги контролира белиот, а сите црни пешаци се закочени. И тоа би било стратегиски сосема добиена партија. Значи црниот би бил практично спакуван, би немал никаква игра. Значи тоа е она позиција кон која што се стреми бугарскиот велемајстор. По ловец на D2 дамата сама се враќа назад, затоа што црниот не може да превземе никаква активност. Значи, со ниеден пешак не може да игра згодно на B5, секогаш би следело A5. И немајќи контраигра, тој сега чека што ќе превземе белиот. Сега црниот размислува на дама B7 и C5 и затоа Топалов профилактички крал F2. Значи тој има време, не му дозволува на црниот ни најмала контраигра. По крал F2, топ C8, ловец на F4, дама D5,
топ е 5, дама d7, h4. Гледате, белиот со секој потек систематски ја подобрува својата позиција. Топа 8 сега Ананд сака со А5 да отвори една линија, па на Б5, топа 5. Впрочем, не му одговара да замени по еден топ. Но Топалов, коментирајќи партијата, кажа дека белиот во никој случај нема да го смени својот топ за еден од противничките, затоа што топот секогаш добро соработува со лесните фигури. Значи, затоа по топа 8 повторно ловецот се враќа на D2 за да го спречи потегот А5. Топ од А на С8 молчеливо нуди реби, нели, по ловец F4 топа 8, но се разбира дека Топалов на крај памет нема оваа позиција да ја ремизира. Дама C4 се сака да земе на F5, крал H7, ловец C3. Гледате, ловецот повторно се врати на C3, но во меѓувреме белите фигури значително ги подобрија своите местоположби. Сега, ако црниот, например, дојде со дамата на F7, белиот ќе појде напред со потегот А5. Се разбира Б5, топ зема на А5, сите пешаци се слаби на А7, на C6, на E6 и така натаму. А ако се обиде да пројави активност со F4, се разбира дека белиот ќе продолжи G4. Гледате, на сите делови од таблата белиот доминира. Во партијата не појде Ананд дама F7, туку дама на D6, а Топалов коњ E1. Значи, коњот сака да дојде на D3 и понатаму, евентуално на F4 или на E5. Значи, единствената фигура која што можеше да дојде на подобро поле, тоа е коњот, Топалов го преместува. Сега по коњ E1, B5. Ананд на овој начин се обидува да пројави активност и навистина сега белиот доколку е невнимателен и одигра, да речеме, дама А2, тогаш црниот ќе одигра А5 веројатно и по Б зема на А5 со C5 ќе постигне интересна контраигра. Гледате одеднаш. Сега топот на C8 има смисла и, например, АБ5 не би било воопшто ни добро заради С зема на D4 и одеднаш сите црни фигури се разиграа. Затоа по Б5 Топалов со железна логика ја води оваа партија, игра дама на C5. И сега, ако дамата земе на C5, тогаш топот зема на C5 и по евентуално Б зема на А4, топот доаѓа на А5. И постепено сите црни пешаци ќе паднат. Тоа значи А4, А7, C6 и E6. Понатаму коњот доаѓа на D3 и на C5 или на F4, најверојатно на C5, ќе го врати пешакот по А линијата и сите остануваат слаби пешаци. Црниот е целосно парализиран, нема никаква активност. Значи, по дама C5, Ананд се повлече на полето D8 и интересно, по коњ на D3 ја предаде оваа партија.
се чини, а и самиот Топалов ќе каже дека Ананд прерано се предаде, но веројатно дека индискиот велемајстор не сакаше да се мачи во оваа позиција во која што очигледно Топалов не му дава никаква шанса. И не може би, туку сигурно да беше играчот поинаков маштаб од колку што е Топалов. Ананд уште долго ќе се обидуваше да ја држи оваа партија, но тука сметаше дека против денешниот Топалов ова е безсмислено губење време и ја загуби и ја предаде партијата. Доколку во овој миг земеше на А4, Топалов ќе каже дека би пошол со дамата на А5 и повторно оние коментари за позицијата што ги говоревме во последниве 7-8 потези остануваат, дека црниот е целосно без контраигра и само може да чека и понатаму белиот како ќе ја подобрува својата позиција до оној момент додека не почне да паѓаат црните пешаци. Значи, почитувани гледачи, тоа беше нашиот избор за денешниот шаховски коментар од супер турнирот во холандското приморско градче Вајканзе, традиционалниот турнир кој што и оваа година собра исклучително силен состав, е од 19-та категорија, каде што најдобрите шахисти на светот се борат за победа на еден од најпрестижните светски турнири. Останува во следниот шаховски коментар да видиме како ќе биде и конечниот резултат со оцена на настапот на сите овие супер велемајстори што играат на овој турнир и со избор на една шаховска партија. Ви посакувам пријатен ден.